6 изборни единици кои носат 120 пратеници. Секој од нив дава по 20 распоредени според Донтовата формула, без минимален праг или со природен праг. Колку што е битка за освојување гласови, толку е и работа на престиж и политичка моќ внатре во партиите и коалициите, кој ќе ги предводи кандидатските листи. Во единица која покрива најголем дел од главниот град се очекува судир на лидерите, меѓу кои ќе се бара идниот премиер. Кој опозицијската ВМРО ДПМН носител ќе биде Христијан Мицкоски. Владеачкиот СДСМ се очекува да истрча со Димитар Ковачевски, кому друштво на втората позиција како така наречен коносител. Пристап воведен од левичарско-центристичката коалиција на минатите парламентарни избори ќе му прави лидерката на Либерално-демократската партија Моника Зајкова. Во трката во оваа изборна единица, според најавите, ќе се приклучи и лидерот на левица Димитар Апасиев. Се уште неизвестно кој ќе ја предводи листата на владеачката ДУИ. Објаснувањето е дека во тек се разговори дали партијата на Али Ахмети ќе настапи заедно со партиите на Зијадин Села, Мендух Тачи, Скендер Реджепи и Јарјанит Хоџа. Од епилогот на тие преговори ќе зависи и носителот во единицата. Во оваа изборна единица носител на листата на коалицијата Вреди, составена од БЕСА, Демократското движење, Алтернатива, Таравари и поддржувачи на самоопределување, ќе биде Изет Меджити. Во единицата се очекува да се кандидира и градоначалничката на Скопје и од неодамна претседателка на Нова Алтернатива Даниела Арсовска. Се селиме во шестката која територијално го покрива Полошкиот Тетовско-гостиварски регион, традиционално најголемо упориште на партиите на албанците. И тука ќе сведочиме на лидерски дуел. Очекувано, кај ДУИ нема изненадување. Предводник на листата ќе биде Али Ахмети. Тој ќе се соочи со претседателот на БЕСА и актуелен градоначалник на Тетово Билал Касами, кој ќе биде носител на листата на коалицијата Вреди. Договорот меѓу опозицијските партии на албанците по одлуката Арбен Таравари да се кандидира за претседател на државата е Касами да ја води пратеничката листа. Прва на листата на СДСМ и коалицијата се очекува да биде министерката за одбрана Славјанка Петровска со првиот човек на социјалдемократската младина Марко Михиловски како коносител. ВМРО ДПМН е сметана пратеничката Дафина Стојановска. Двојката која опфаќа дел од Скопје заедно со Кумановско-Липковскиот регион носи поголема неизвестност. Во владеачкиот табор како потенцијален двоец предводник на листата се споменуваат заменик претседателката на СДСМ и директорка на УЈП Сања Лукаревска и подпредседателот на партијата и вице-премиер за економски прашања Фатмир Битичи. Но не се исклучува и изненадување лидерот Ковачевски да биде носител, зашто е родом од Куманова, најголемата општина во оваа изборна единица. Партискиот подпредседател Владо Мисајловски се смета за сигурен избор на ВМРО ДПМН за во двојка. ДУИ се уште тактизира и е нејасно кој ќе биде носител, зашто преговорите за потенцијален предизборен настап со друга партија на албанците се уште траат. Кај опозицијскиот блок ситуацијата е почиста. Лидерот на Алтернатива Африм Гаши е речиси известна варијанта. И во тројката која го покрива источниот дел од Северна Македонија, засега работите не се до крај јасни. Многу е можно листата на социјалдемократите да ја води истиот човек како и пред 4 години, министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Но не се исклучува да се вклучи и екс-министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој во минатото вообичаено фигурираше во двојката. На другата страна, кај ВМРО ДПМН и коалицијата, се очекува предводник да биде пратеникот Драган Ковачки, кој е и член на извршниот комитет на партијата. Во четвртата изборна единица работите стануваат поинтересни. Можен е политички камбек на поранешниот министер за здравство Венко Филипче како носител на листата на СДСМ. Неговото враќање по 2-годишна пауза, токму во така наречената Струмичко-Прилепска единица, се поврзува со помирувањето меѓу екс-партискиот шеф Зоран Заев и актуелниот лидер Ковачевски. Филипче важи за човек од доверба на Заев со кого го врзува и лично пријателство. Често може да се видат заедно, делат и хоби, возење мотоцикли. Кај ВМРО ДПМН нема изненадување. Прв на листата се очекува да се најде Александар Николовски, долгогодишен пратеник и еден од четворицата партиски подпредседатели. И петката, Битолско-Охридско-Кичевската изборна единица, спаѓа во редот неизвестни од аспект на тоа кои ќе бидат носители. Кај социјалдемократите неколку имиња се во игра, како актуелниот претседател на Собранието Јован Митрески, кој доаѓа од Струга. Потоа актуелната министерка за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, родена во Битола. А не се исклучува и варијантата листата да ја предводи генералниот секретар на СДСМ Миле Зечовиќ Вардарски. Слична е ситуацијата и кај опозицијската ВМРО ДПМН.
Информациите се дека можни решенија се генералниот секретар Ѓорѓе Сајковски, но и градоначалниците на Битола и на Охрид, Тони Коњановски и Кирил Пецаков. Но можно е изненадување. Носител да биде доскорешниот претседател на МАНУ, Љупчо Коцарев, познат по острите, а некогаш и радикални настапи за Охридскиот, Преспанскиот и договорот со Бугарија. Рокот за внатрепартиски анализи и пазарења истекува на 2 април на полноќ, до кога кандидатските листи треба да се поднесат до Државната изборна комисија.